Јас сум Бранкица Стојчевиќ, доаѓам од Скопје, иначе сум по професија техничар по трговија и маркетинг. Мојот живот беше празен до пред неколку години. Јас почнав да работам на икони, што ми дојде во сон. Се појави жена во црно и ми рече да работам и се што треба да правам и како треба да работам, јас работев. Меѓутоа, се појави во мојот брак и во моето семејство раздор, немир, нервоза, немаше спокој, немаше мир. Јас не знаев прво зошто и не распознавав ништо, затоа што јас правев идолопоклонство на светци. Поминуваше време, бракот беше во распаѓање, не можевме да се пронајдеме кои што сме и зашто сме. Со текот на времето сватив дека правам некои погрешни работи, али не знаев кои. Еден ден во сон сонував човек кој ме повикуваше да дојдам и да се покајам за многу работи. Јас во сонот го видов дечкото што ми викаше дојди за да биде спасена. Јас појдов на семинари и тука осознав многу работи. Го запознав Бог, што јас Бог не го познавав лично, го запознав Исус, што и воопшто не знаев кој е Исус. За Исус знаев да, меѓутоа знаев колку што знаев површински. Но дека тој ме спасил, тоа не знаев. И дека сум спасена преку него, и тоа не го знаев. И кога се крсти во Светиот Дух и со водното крштивање, јас станав друга личност. Кога сето тоа се случи во мојот живот, јас станав новородено дете, Бог ме спаси. И јас понизно го молев Бог да ми ги прости сите гревови, иконите, идолопоклонството и светците, со тоа ништо нема да постигне. Тоа е завршено, тоа остана во минатото. И сите оние кои одат по такви работи, значи тоа треба да си го пресечат, затоа што тоа Господ не го дава. Ние да се обраќаме на светци. Господ нас ни вика, приближете се кон мене и јас ќе се приближам кон вас. Се што ќе побарате во моје име, ќе добиете. Ние не баравме во Негово име и затоа што ништо не добивавме. Но сега бараме, затоа што Господ не научи Светиот Дух што се излеа во мене и што се излеа во моето семејство. Многу сум му благодарна на Господ, затоа што повторно живееме во среќа, во мир и во радост и исполнети сме во Духот Свети. И му благодарам на пасторот Константин Кајшаров, што не водеше и што не учеше како ние треба да бидеме понизни, да се молиме едни за други, да си простуваме едни на други, затоа што ако си простиме ние едни на други и нас Господ ќе ни прости.